Овозможено од Меркур Македонија. Триглав осигурување живот. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре ми дојдовте во уште едно празнично издание на нешто конкретно. Им честитам на сите оние кои што ја добија паричката, а оние кои што не добиле, судбина. Па токму тоа денеска и ќе ни биде темата. Дали се однапред е запишано или пак можеме да го избришаме ако имаме доволно добар коректор или доволно добра гума за бришење. Важи ли она правилото? Какви ти се мислите, таков ти е животот? Или повеќе држи вода она? Каква ти е жената, таков ти е животот? Денеска сме тука за да утврдиме дали се однапред е шкртнато или сами сме ковачи на сопствената судбина. Дали каков ти е мажот, такво ти е лицето, или пак каков ти е джебот, таква ти е пијачката. Може би важи и она каква ти е храната, таков ти е стомакот, а може би држи вода и она каква ти е песната, таков ти е бакшижот. Денеска на сите овие прашања ќе побарам одговор од овие гости. Знам дека сите го викаат и го гледаат на еден друг христијански празник, а мислам дека ние ќе бидеме уникатни и ќе го имаме Џокси место на Великден на Божик. Ѓорѓе Васиќ Џокси. Големиот град, голема надеж, пее тој, а јас ке прашам, дали новата година е нова надеж? Урбаниот трубадур Јаков Дренковски. Дали таа се држи до она? Пушти го, ако е твој ке се врати, ако не, не бил за тебе. Ке ни каже единствената Ирена Спасовска. Дали тоа што потекнува од музичко семејство не му дало избор да биде нешто друго или сам си одлучил така? Ке ни каже Огнен Здравковски. Стручно гледање во бројките, ама и дланките. И дали од запишаното не се бега? Ке ни одговори Мими Силјановска-Главиновска, хиромант и нумеролог. Како сте, добри? Одлични. Добро. Да прашам... Така убава најава. Така, баш ми е драго. Да прашам до сега колку пати ви се паднала паричката и дали нешто ви се сменило во таа година во која што ви се паднала паричката? Џокси? Сте добри? Па да, Одлично. паѓала паричката, меѓутоа ненаместено. Не, она Не, мислам. добро. Значи, имало и моменти и празници кога сме ја местеле паричката, меѓутоа сме ја местеле на сметка на детето. Добро. А вака мене да, неколку пати е паднато, меѓутоа не сум приметил дека нешто таа година било вау. Така? Дека сум имал некоја среќа или нешто што би ја одбележала таа година. Едноставно животот си тече и без паричката. И без паричката, Ирена? Тебе? Некогаш да си запамтила дека паричката кога ти се паднала баш ти тргнала? Па да, тоа беше пред можеби пред короната таа година, претходната година ми беше навистина одлично. Ми падна паричката и си реков, мора да е заради паричката, што ваква среќа ме облеа. Се ми тргна на добро. Значи имав многу настапи, многу турнеи и така да бев навистина задоволна и тоа го препишав на паричката. Добро. Огнен? Кај младата генерација како иде тоа? Плачат по Па паричката како што кажа Џокси кај мене како мал ми ја местеле цело време дека деца плачеме нормално. Ми си има паѓано и вака на ненаместено. 2018-та, сега не знам дали беше до паричката, дали дошо таа година ми падна и ми тргна кариерата во Србија. Така да на Гранд Сигна во финале, извадив песни за Гранд продукција на балкански пазари, ама не знам пак да кажам дали е до паричката, дали до среќата што е рекол Бог. Добро. Јаков? Како сте со паричката? Како не бе, мене паричката ми падна по 20, па 30, па напред цел премештај во станот. И на крај ми се допадна дома и тоа истата паричка ставивме у пицата. Така си го помина до тој ден. Добро. Добро. Мими, дали од шкртнатото не се бега? Имаш таму. Гледайте, Мими ја носи тетратката. Вака сега. Од шкртнатото, вака ако си шкртнеш, ќе го измиеш со вода. Така ли? Нели? Добро. Ама она што е запишано, малку потешко се бега од тоа. А Мими, ако си доцртаме вака некоја цртичка на дланката? Да, ако прво си доцртате и во умот, само свесно и свесно го посакате тоа. Добро. А може да одговорам Да, за паричката? за паричката, да. После ваков уникатен одговор, ја имам нешто слично. Кажи.
Па иако ми се налута дома, иако не ми се налутат, сега ќе кажам една тајна. Кажувај. Јас постојано ја местев паричката на мојот син. Леле. Добро. И, што беше најинтересно, наместо кај него, најчесто се паѓаше кај татко му. Ајде тоа, ама ја како местач на парички, никогаш не си ја добив паричката кај мене. Меѓутоа, што е добро од целата приказна, јас сум дома благајникот што ги собира парите. Да не те викаат да местиш избори, погрешно ќе наместиш. Продолжи. Ти само Таман книжните работа, пари, да. значи, ги собираш. Добро, околу изборите јас веќе кажувам кои ќе бидат победници, така да не мислат дека ја ги местам па изборите и тука ќе има дилема. Ама ова за паричката дефинитивно јас си одлучив така и си најдов некое компромисно решение за себе. Океј, кај тебе беше паричката годинава, кај мене се парите. Ако е кај сопругот, јас сум благајната дома и тоа Така е ли, а? сите задоволни, мислам, нема Значи, проблем. кај кого и да се падне паричката, кај Па, тебе кај се мене парите. доаѓаат, да. Добро, одлично. На почетокот, значи, имав една најава и сега ќе ги препрочитам, значи, оние реченици кои што ги кажав, за вие да ми кажете која од овие дефиниции за судбината кај вас најмногу или на вас најмногу ви легна. Може да прочитам. Значи вака. Каква ти е жената, таков ти е животот. Каков ти е мажот, такво ти е лицето. Каков ти е джебот, таква ти е пијачката. Каква ти е храната, таков ти е стомакот. Или каква ти е песната, таков ти е бакшижот. Значи, која од овие најмногу ви легна? Ајде. Огнене? Ајде, јас Ајде, како ја. најма последен да одговорам. Па Ајде. добро, Дамите држи имаат вода, предност. значи, еве за сите поединечно, ако сакате Ајде. ќе одговориме. Значи, каков ти е мажот, такво ти е лицето, така беше? Па нормално дека ако имаме добар партнер, духовит партнер, значи И лицето ќе плескаме. ни биде весел партнер, лицето ќе ни биде секогаш насмејано и уште ако ни каже еве ви 100 евра, па отидете си малку на масажа, да си направите една убава масажичка, една убава третманче, нормално дека лицето ќе ни блеска. А ако ни прави нервози, нормално дека ќе ни биде смолкнато, така, тоа држи вода. Каква ни е пијачката, каков ни е джебот, таква ни е пијачката. Па добро сега тие што сакат малку да се прават нели фраери и да немаат многу пари, а сакаат да нарачаат виски, нели тоа е малку некоја да речем оптичка варка, да се направат фраери дека имаат пари, а всушност нели пијат виски. Може да биде и лага, но исто така, ако имаш пари, ќе си пиеш поквалитетни пијачки. А ова со бакшишот и песната? Да, јас например пак и без разлика дали имам пари или немам пари, пијам само вода и еден портокал, значи и тоа не држи вода. Потоа каква ти е песната, таков ти е бакшишот. Тука има голема вистина. Така? Да. Каква е песната или како ќе ја отпееш? Па знаете што, ние пејачите и знаеме да ги погодиме песните, бидејќи имаме сенс да погодиме на кои песни народот се пали. Ќе даде бакшиш, Да, и не само тоа, него и многу е битно да се знае која песна во кој интервал да се отпее. Бидејќи истата песна ако се отпее пример на почеток, нема да победи такви емоции отколку ако се отпее нели при крајот. А бакшишот да речеме индивидуално бидејќи убаво и тој што прима бакшиш, нели? Но сепак кој што дава бакшиш, мислам дека задоволството негово е многу поголемо, бидејќи тој како да си го откупил тоа време за него, така, да се само за весели, мене да пее. дига значи раце, да ужива, така да Фантастично одговорено. Да. Огнен, слушаш, го применуваш ова? Слушам, не можам да кажам дека го применувам, бидејќи јас На пак часови кај Ирена? На часови? се договориме. Давам часови, да. Давам часови по бакшиш. Да, бакшиш. бесплатно за тебе, нема проблем, оги. Ако сака на крај бакшиш да даде. Ама добро задоволство ќе биде негово. Така да. А јас нема да одбијам. Добро. Дали каква ти е песната таков е бакшиш? Што си забележал? Па тоа сакав да кажам дека јас сепак пеам клубски свирки Аха. и не настапам толку по ресторани, по тие работи, и не пеам многу нарачки песни, него си пеам мој репертоар, така да млад сум уште, не знам што да кажам за тие работи. Ќе научиш нешто. Ќе видиме, да. А за каква ти е пијачката, како беше? Каков ти е джебот, таква ти е пијачката. Што пиеш ти? Па за тоа јас во глобала пијам вино, си почитувам многу ракија, исто на ручек, фамилиарно седнуваме. Одлично. Со салата, со нешто, тоа ни е традиција веќе одамна.
по една чашка ракија, дали вино, дали ракија, Добро. си го правиме тоа фамилиарно кога сме сите дома. Така да не сум некој, да кажам сега, да бидам од големото добро утро, да пијам само некои скапи пијачки и такви работи. Да, не Нормално се секој од нас има пробано и некој има, пошто е најсиромашен, може да ги пие тие пијачки, така да не можам да кажам дека каков ти е джебот, таква ти е пијачката. Така, добро. Ајде, момци, вие таму. Значи, која од ова важи за вас или која од овие Која дефиниции? беше првото жена? Значи, каква ти е жената, таков ти е животот. Па видите вака, жена ми е педагог во школа, Воспитан така си, што значи. со неа се чувствувам, ние веќе се чувствуваме како близнаци да сме. Како Разбираш? близнаци? Што значи дека Еднојајчен или двојајчен? Те молам. Двојајчени. Со тоа што јас сум упознак педагог, бидејќи сите проблеми од школото дома ни се. Упознак е Да. Така што сега каква ти е жената така? Па нормално ете. Нормално? Значи ова најмногу важи? Тоа важи за сите оние кои жените им работат у школа, се не знам за другите како е. Не и се второто како беше? Добро, ајде да видам каква ти е песната, таков ти е бакшишот. Ти на која песна добиваш најголем бакшиш? Па ја да ти кажам, немам такви свирки каде што би можел да добијам бакшиш. Меѓутоа, каква песна ќе отпеам, отсвирам, таква девојка ќе се залепи. Гледаш? Каква ти е песната, таква ти е девојката ли? Оу, комбинација направивме. Да. Добро, ми се допаѓа. Јаков, што бираш ти од овие? Чекај, бил се напим пред да додам овде, кама се уште не делува, па затоа едно по едно. Ајде, едно по едно. Ајде да видим. Да не Значи отидам вака, каква ти е жената, таков ти е животот. Каков ти е мажот, такво ти е лицето, тоа не го одговараме. Па да ти кажам, сум заробен веќе 42 години со сопругата, од 16-та година. Така? Учев Цветан Димов гимназија и не знам кој кого прелажа, ама ете ден денеска си функционираме. Добро, значи добар ли ти е животот? Прекрасен, па гледаш по мене како Добро. изгледа. Ајде да видам сега, каква ти е храната, таков ти е стомакот. Не, добро, види, се хранам интересно. Се бавам со пчеларство. Така? Па ја користам таа храна во секојдневието, и утрински, напладни, навечер. Па и дури кога се напијам, често користам и мед. Значи, убаво че шекерот делува. Значи, тебе се ти е мед. Па да ти кажам, секирата ми падна во мед. Секирата ти паднала во мед. Или гитарата во медот. Така. Добро. Прстите се уште не. Добро. И сега, каков ти е джебот, таква ти е пијачката? Сега за Што е со джебот? До джебот или до пијачката беше тоа уф? Морам да признам, да не глумам, сум апетитлија на добра капка и без оглед дали е плиток или длаба у джебот, си упразнувам кога ми е. Добро, понекогаш и знаат да ми помогнат и пријатели околу тоа, ако апетитот е помогна. Да те згрижат. Оно што е потребно. Така Добро. да, ќе најдеме некој баланс. Добро. Со бакшишот? Види, со бакшишот јас сум хуманитарец по вокација, па затоа си од бакшиш го праќам во Црвен крст. Добро, и тоа ми се допаѓа. Мими, ти кој од овие ќе ги одбереш? Јас би сакала едно по едно прашање, ако може. И ти не се напипио било или? По старите. Па не, обично сум научена да одговарам понакусо, прашање одговор заради тоа. Добро, Да не ги се зезам збунам сега гледачи. кога се зезам. Да. Значи, кој од овие најмногу тебе ти легнува? Значи, каква ти е жената, таков ти е животот? Каков Тоа ти е маж ми ќе го прашам, мажот? Добро. ако смее да каже. Добро. А каков ти е мажот, такво ти е лицето? Мислам дека може само камерата крупно да те сними, заради тоа што ти со години не си сменет. Да. Така? Значи, кај мене не зависи моето лице од партнерот, Да? туку е генетика, веројатно, и сите велат дека постојано изгледам млада. Јас сакав да го пофалиме мажот, ама ти... Не го фалам, затоа што може некој друг да се кандидира после на моје место. Добро кажано, добро Да. кажано. Каква ти е храната, таков ти е стомакот? Искрено, ја може и по 5 дена да не јадам ништо, и по една недела да не ти си пијам вода. шпараджика. Што? Па, сопруга на егеец викаат е бетре од егеец. Така ли? Да. Меѓутоа, јас сум од малечка таква. Повеќе мажот ми вика подобро да ја облекуваш отколку да ја храниш, ке мене така изгледа. Добро. И каков ти е джебот, таква ти е пијачката? Што пиеш? Или сега рече? Пијам узо. Узо? Реков сопругот е егеец.
не е грк, меѓутоа знам да пијам узо или ракија понекогаш. Знам да изненадам, меѓутоа 1/3 да е алкохол, а 3/3, како му да е, 1/4 алкохол, а 3/4 вода и вика, па добро, подобро прозори да чистеше со таа ракија, ми ја расипуваш, ама добро, знаеме да седнеме уз друштво по една чаша. Добро, одлично. Значи, одиме сега со песна. Првата песна ќе биде разделба, за да се разделиме така свечано со 2022 и да ја пречекаме 2023. Джокси, кажи ми нешто за песната? Па Мислите не, ќе пееш? сакам да кажам дека оваа песна е уште од времето на групата Макакус. И од тоа време така најомилена, оној ужи круг пријатели што го имаме, не? Така. Ајде сега еве ние како Како ужи круг сега. на пријатели, ја слушаме и пееме заедно. Ајде. Тивка ноќ на прагот падна, таа е тука покрај мене ладна. Собата сами, ти јас и тага, и нежен мирис на ноќта блада. Барем остани со мене и овано да се сакаме. Дај ми сила да верувам последен пат во минатото. Дека некогаш беше со мене ти, да верувам. Да верувам. Чуден ли свој, ти јас и ноќта, и понекогаш допир надежда влева. Утро се раѓа, на пат ќе одам, признајте молам, зар лага да водам. Барем остани со мене и овано да се сакаме. Дај ми сила да верувам последен пат во минатото. Дека некогаш беше со мене ти, да верувам. Да верувам. Мислам на се, што в неврат се стопи, денови светли, призори страсти, убави нешта, бисери лажни, сјајот се топи, низ илјада сказни. Барем остани со мене и овано да се сакаме. Дај ми сила да верувам последен пат во минатото. Дека некогаш беше со мене ти, да верувам. Да верувам. Да верувам. Генијално, фантастично. Преубаво. Си фантастично. Браво.
Фантастично. Почестена сум што ви имам двајцата во емисија. Джокси, Чекай пред да сега, дојдеш ми кажа да се 30 договориме години. каде е бакшишот? Ама Да, не еве, чекај. Слушај, вие ја загревате атмосферата, бакшишот е кај мене. На крајот, гледаш како знае Ирена да ви каже. Како беше, битно е која ќе се отпее песната. Јас само сакам да кажам дека ми е чест вака што имаме вакви луѓе. Ние младите да учиме вака од Прекрасно, нив, навистина возраст. прекрасно. Да учите од помладите, нели? Од помладите, така. Да учите. Фантастично. Прекрасно. Добро, пошто почнавме со романтична музика, нели, генерално е разделба, меѓутоа, ајде сега ќе зборуваме за љубовта. Ирена, тебе прво ќе те погледнам да прашам, дали мислиш дека секој од нас си има по една половинка која што треба да си ја најде? И што е со оние кои што нели седат и чекаат, ќе дојде. Ајде да те слушам. Па добро, јас на тоа поле не сум баш многу активна, можам да кажам. И само за љубовта би сакала да кажам дека овој пат ќе почекам. Ако треба да дојде, значи ќе дојде. Ако се појави некој што мисли дека ќе може да ме освои, нека повели. И нормално дека ние сме тие жените кои што нели имаме доста додворувачи, но ако сметам дека е тој вистинскиот, секако дека ќе му дадам знак. Значи чекаш што е твое ќе си дојде. Па да, не сум баш многу активна на тоа поле, морам Добро. да кажам. А онаа другото што вика пушти го да си отиде, а ако бил за тебе ќе се врати. Па Ти го сега. пушти тој едниот да си отиде. Па ја обично тој што го пуштам и не сакам ни да ми се врати. Тоа е тоа. Значи не чекам. Тоа ако бил мој немало да го пуштам. Значи затоа ако пуштам и нека си го најде некој друг. како Ако вика, било далеко му вредно, нема знаете куќа. како, ако е нешто вредно, ќе го задржам за себе. Ако не, го пуштам и нека оди. Така. По ѓаволите. Добро. Мими, ти на ова прашање каков одговор имаш? Дали секој во светот си има по една половинка која што треба да си ја најде, затоа што нели од тоа што сме читале, што сме учеле генерално дека нели човекот не е целосен, уствари е половинка која ќе си ја најде другата половинка ќе биде целосен. Вистина Интересно има. е тоа што јас токму со тие тематики многу се занимавам затоа во те животот. прашувам. Меѓутоа, мене животот многу пати ме демантираше. Значи не е се според книгата ученото, животот знае да донесе изненадувања и секако секој има различно искуство. И па сега јас сум 2 пати со истиот сопруг. Така да дали било судбина или слободен избор, тоа е веќе друга тема. 2 пати со истиот. Да, 2 пати. Добро. Значи го пуштила И бил нејзин и се вратил. Е, па Истиот. тоа е. Да. Тоа Јас е. велам не удрила цигла по глава, веројатно нешто постои од згора, некоја судбина, повторно да бидеме заедно. Судбина, карма, не сум Да, везена на во ова тие. ќе се надоврзам, еве од помладата генерација, Така. пошто ја следат Дженифер Лопес. Нели Дженифер Лопес била со Бен Афлек пред 20 години и после помина 20 или тројца сопрузи имаше и на крајот па му се врати на Бен Афлек. Така? Или му Судбина. се вратил, Судбина? Или тој се вратил. Кој се вратил? Она или он? Вака сега. Ако зборуваме дали е се судбински Тоа прашувам. шкртнато, јас земав пенкало и бев несериозна, сега ќе кажам нешто што е сериозно. според книгата. Судбина и слободна волја, да речеме на рацете, е дадена како една иста линија. Така? Во нумерологијата исто така се третира судбина и слободна волја и гледаме одговорот дланките. е парадоксален, одговорот е и да и не. Зошто? Да речеме, Добро. ако ми е шкртнато да се земам со некој човек кој што после 5-10 години се смени толку многу Аха. да не си одговарам. Јас ја не сакам само мажите да ги напаѓам. Добро. И ние жените сме зверки. Добро. Ова генерализирам се, секој си има, нели, Добро. си гледа за себе. Ако партнерот, еве ќе Ако, ставиме така. да. Ако партнерот се смени после 10 години драстично, така. Драстично да не во биде ни маж, ни негатива. жена. Прашањето е, дали е наш избор да останеме под било кои околности и услови, дали е судбина или е слободна волја, како што каже Ирена, да го отпуштиме да си оди. Аха, значи ти по твоја слободна волја го пушти и он и судбината ти го врати? Не? Да, судбината ми го врати. Па ја не знам ни првиот пат како се земавме од најдобри другари, не знам како ми стана дечко, не знам како ми стана маж. А во бројките Знам не можеш како ли се да си разделив. прочиташ? Во Мола? бројките не можеше да си прочиташ? Тука е најголемиот трик. Значи, јас му велев на 36-7 години, јас ке имам друг, а ти на 42 друга. Арно, ама. Истите. Не можеме да ги знаеме
работите во целост, на тие години ние повторно бевме заедно. Така да не можеме се да знаеме во во животот. дланки, во гледање, во Што бројчиња? знам, да ти кажам искрено, како што кажа, дали е тоа шкртното или Господ така си ги реди работите, јас би рекла, може би е склоп на ситуација. Кој што ние, например, преземаме некоја акција во даден момент, и со тоа акција следува и реакција. Сега дали ќе биде, да, добра, доколку не било нешто лошо. И сметаме дека не можеме само да кукаме на нашата црна судбина и да речеме, леле, не ми иде добро, ни во живот, ни во љубов, ни во Све малери ме задесија. работа, се малери, значи како се вели, не сме дрва, помести се. Да, и треба, мислам дека зависи некогаш и до нас. Не можеме се да припишуваме на нашата црна судбина, бидејќи ако ние нешто смениме, можеби и некој од другата страна нешто менува, и тогаш веќе можеби работи на космосот, целиот, да речам, свемир. Огнен, пошто потикнуваш од музичко семејство, таква ми беше најавата. Дали судбина ти е музиката или ти одбра? Сакаше да бидеш музичар како Па, мал? нормално дека сакав, бидејќи Така. од што се вика, дури сум бил во стомака, мајка ми она пеела, додека сум бил во стомака нејзе и се е тоа генетика, се е нормално. Се не можам да кажам и дека е судбина, бидејќи јас сепак од мал сум сакал да го правам тоа. До негде може би и судбина, ама до негде и моја волја, бидејќи пак од дете сум со музика, сум растал со музика со нив, така да пак да се повтори, да се родам, пак би се занимавал со истото. Вие, момци, Да, сакавте да бидете музичари од сам старт? Или имавте некаква си идеја која ќе Чекај, ја пораснам, да се сакам да бидам? напијам чашка винце, Да за се да напијам. кажувам вистината. Ајде, вистината, во виното е вистината, виното е убаво кажа. Ајде на здравје. Живели, нека. ајде. И за За убаво да слободната тргне и за годината. слободната Да, волја. да здрави. Ајде, слушам сега вистината што викав. Што беше прашањето? Браво. Што сакаше да бидеш кога ќе пораснеш? На самиот почеток, веројатно, многу работи беа испреплетени во мојот Добро. живот како дете, бидејќи сум син на покаен татко, војно лице, од времето каде што ме интересира како мали деца поигравме камај, па ќе бидам еден ден и јас војник, меѓутоа дојде еден период каде што тоа оружје го замрзев едноставно. Откако отидов на училиште, второ одделение во нашето училиште, инаку учев во 11 октомври, Добро. експериментално училиште тогаш, се наоѓа спроти населата Пролет, инаку таму живеев и Пролет и Ново Мало. Дојде еден професор по гитара, не по гитара, него се да формира оркестар во училиштето и хор, училишен хор. И сега шеташе по училниците и да ги бара, односно да се пријавуваат. А нашиот императив, мојот личен беше, што му овие бара да формира оркестар или хор, ќе губиме часови. И заради тоа отидов, прво тоа беше, часови се пријави. Да. И не собра, нормално направи една кратка аудиција кој колку може барем слух да има, не било кој да седне. Меѓутоа забележа кога зема гитарата, така се вика арпежо свирење на гитара, ме одушеви. Ме одушеви и ја реков, ова, брате, ја мора да го научам на оваков начин да свирам. Не сум школован музичар, тоа го кажам, признавам, меѓутоа многу го следев неговиот начин на свирење и она што ги посетував тие часови по оркестар што го имавме во училиштето, а дека сме припадници на времето кога се појавија Битлз и Ролинг Стоунс и јас сега на тие часови на оркестар почнав да ги свирам популарните песни. И тој ми рече, јако вика, напушти, не го учевме ова, напушти салата и не ми доаѓа Ти со си бил оваа напреден музика. многу. Да, пред времето. Пред времето се бил. И се покајав тоа што го направив, бидејќи тој сакаше да не беше строг, меѓутоа сакаше да го слушаат учениците. Сакаш да ми кажеш дека доаѓањето на професорот го сметаш како судбина за твојата одлука да станеш музичар? Имено. Така. И кога се покајав, а се одржува празник, 11 октомври, патронен празник, и нормално оркестарот мора да настапи, јас во тој момент користам една можност, гитарата под мишка и одам, учителе, дали може ја да влезам во оркестарот и покрај тоа што не сум бил два пати. Имаш мајка? Имам, викам, жима ми е.
А тоа беше песната мајка, се требаше да се свири, дали ја знам песната мајка. Така успеа повторно се вратам во оркестарот, кој ми ја практично ми го насочи патот кон музиката, љубовта ми ја создаде кон музиката, начинот како да ја слушам, бидејќи не е само да слушаш па да дзензаш, него треба да се посвети големо внимание кога слушаш музика, сакав аранжманите да ги слушнам. Вистина, одлично, вистината си ја кажа. Джокси, да те слушнам тебе. Ајде? Што повелете? Со бијабилот и ти ли си? Не си. Судбина. Мене не би било пишано судбински да бидам музичар. Така. И што имаш завршено? Бев голем љубеник во гимнастиката. Дури стаса видо младинска репрезентација на Југославија. Знаеше да правиш машка шпага? Шпага, салто напред, салто. Ке ни направиш една шпага? Па сега, ако ви направам, ќе се расчеречам целиот. Сега не сум у таква ситуација. Стој на раце? Стој на раце можам, меѓутоа врзан сум со ова, не можам. Има да ни направиш на крајот емисијата. Има тука да застанеш Ќе ми белката. падне капата, а косата не ми е средена. Леле. За се имаше и добро. Така што Колут напред. Па добро, ама тврдо е тука. И сега кај стасавме. Со музиката почнав да се дружам негде втора година средно. Кога период кога барав од Гимнастички сојуз на Југославија стипендија, па не ми дозволија. И нормално јас се разочаран од сето тоа. Гитарата ја земам врака и претежно поради тие девојки кои ми се допаѓа, за кои прават песни. Леле, се за кај Джокси, се се врти околу девојките. Па дал Господ. Не е околу машките. Јас мислам дека околу празниците, дека имаш некој суеверија, пошто носиш црвени чорапи. Вика. Овие се чорапите црвени од мелем. Така ли? Така. Значи не се од уроци. Не. Добро. Не, ја не верувам во такви работи, затоа што или во судбина. Пред се затоа што имам една таква моќ, ај се да кажам, да проценам ситуација, да проценам Имаш интуиција. жена, да проценам човек и врз основа на тоа јас заземам став. Добро е, сега кога сме кај црвените чорапи, има многу суеверија во кои што веруваме, не веруваме. Таму тоа што е помалото садче внатре има ливчиња. Тоа се суеверија. Еве го гледаш напред пред тебе. Так. Значи извлечете си по едно сите, земи Джокси ти, можеш да им го предадеш на сите. Не можам, врзан сум Не, извади си едно ти, па после ќе го земеме садот и ќе го пренесеме. Чекај, од мало или од големо? Од малото. Еве Мими ме раз. Чекај, две за едно ти. Чувај, немој да си читал. Да не читам? Да не читаш. Тоа е суеверие кое што ние треба да го протолкуваме, оти некогаш може да бидат многу смешни и интересни, а некогаш бога ми може да важат. Сега, пази, ајде да ги земеме, па после ќе искоментирам уште нешто. 3 пати да замешам. Да, 3 пати да замешам. Тоа е суеверие. Падне. Поинтересно прашање. Да не го читате. Дај ми, чекај ми јас ќе извлечам. Да те заобиколам сигурно. Нема сигурно, јас да видиме што ќе ми се падне. Добро, ете, јас си земав едно, Мими ти земи си и можеш таму пред тебе да го оставиш садот слободно. Добро. Ете така. Кој прв почне? Чекај сега, Мими го извлече, Мими, добро. Чекај само уште едно суеверие да кажам, покажи го црвениот конец. Од што те штити црвениот конец? Од себе самата. Добро, ако е така, окей. Ајде, кој прв ќе почне? Ајде, Огнен, најмалиот да почне, да видиме што пише кај него. За да има среќен и плоден брак, невестата треба да носи нешто ново, нешто старо, нешто сино и нешто позајмено. Тоа си го слушнал? Па, го немам слушнато. Имам слушнато некој суеверија, демек, за да биде бракот убав, еве пример се нормално невестата да носи, сега не знам, тука не го пишува тоа нешто. Некои интересни работи други. Црвен долен веш, мислите. Долен веш, така, ама не знам, не сум во брак за да го кажам ова, не знам што да одговорам. Тоа вие младите. Добро. Така да, еве јас ќе кажам како млад, што сум имал нормално врски и девојки. Ке кажеш, и кога ќе имам брак, не знам ова дали... Еве вака, например, кога ќе правите свадба, ќе речеш на девојка ти да се придржуваш до сите традиционални обичаи или ќе речеш ма правиме све по ново? Па по ново. По ново? Добро.
Поново. Ајде да слушаат девојките тие што се традиционалисти да не се јавуваат. Ајде, Ирена, што вика кај тебе? Ако не е оженет човек или не е омажена девојка, седи нагол на маса, нема да се ожени. Омажи. Добра среќа преку левото рамо се фрла сол. Па, јас за ова, ако се седи нагол на маса, имам слушното дека ќе се мажиш 2 пати, 3 пати, а не дека нема да се омажиш. И ја често вака седам нагол. И чекам да се омажа. Не знам, на округла маса, не знам, ако се седиш. Ако е на округла нема кјошда. Така, добро, Мими. Што вика кај тебе или не кеш да го читаш? Ќе го прочитам. Ајде. Ама ова околу суеверијата и паганството, колку и да не сакаме, го имало и ќе го има во иднина секогаш, факт. Добро. Ако некој наздрави со чаша вода, ќе има лош кекс 7 дена. Добро. Не знам. Ако некој наздрави со чаша вода, ќе има лош кекс 7 години. 7 години. Да. Тоа јас знам дека беше за стакло, за огледало кога се скрши, не знам Еве за ова нешто чаша. поново. Не знам. За тоа вино ви дадов, ја не се сеќавам. Не. Вака сега, Тоа прво кој не го зависи. смислил прашањето Не секоја зависи, а? чест? Не зависи од тоа. Не. Кој го смислил прашањето секоја чест? Некој суеверие. Ова јас ги 7 најдов. години, внимавајте, 2023 сме во бројот 7, така да околу кексите и водата размислете за да немате лош кекс во наредните 7 години, друго не коментирам. Ма Добро. не го бива мажот каква вода, каква чаша. Викаш, а? Па да. Не е до водата до Никако мажот. до Ајде, мажот. Јаков, тебе што ти се падна? Чекај да видам, бидејќи јас сум без своите очила. Еве да ти прочита има Ајде, Ѓоре. Ѓорѓе. Помагај. Инаку, јас Дај сум едно кумашен. очете, Кум дај сум едно ја. Да, куп си му. Ти го имаш крстено или го имаш венчано? Венчано. Венчано. Го зезнам за Прашањата цел може да си живот. ги ми чуваме. вели. Цел живот, а? Читај. Ајде. Чантата не се става на земја, бидејќи тоа носи несреќа во однос на пари, во заграда. Губење, помалку примања, недостиг на средства, затворена заграда, точка. Тоа кај мене Чекај, требаше да Джокси, биде он јас сум рече, женско. не може да прочита, не нека е глуп. Како да прочита? Дали оставањето на чантата за Севте земја? го слушам ова. Севте го Па еве лева тука ти е Леба ми, ева. чантата. Тоа, дали ако се остава на земја ташната или еве, например, Еве, футролата виде. од тоа е гитарата, мојата или... Тебе како ја оставиш футролата, не ќе знаеш да свириш. Со други зборови. Па Бога ми, не би се согласил со тоа дека е така. Не, а? Ова ако ја оставам пред себе, а свирам некаде, да речеме на площадот, сигурно ќе падне некој цркавица. зависи каде ја Така да не би се согласил со ова. Не значи, се согласил. Секој да биде пред мене ставена, може ќе помине некоја мила и така ќе се смилува, па ќе ме награди. Ето го бакшишот. Ете го, ти го чекаш бакшиш, чекај. Ајде, Начекаш. Джокси. Солта не се подава од рака на рака, туку се остава на маса каде другиот може да ја дофати. Ова е педагошки. Точка. Ако се подаде, запирка, се расипува среќата. Точка. Ово прв пат го слушам. И? Педагошка мерка е. Ја колку секој случај. сол сум имал и истурено. Не само Не му од се рака на верува. рака. Колку точки и запирки имаш, рече ти? Опа, извини. Нема А, зашто. дочарите, добро. Ние сме млади, може да си позајме Не нов знам живот. што би... Некоја суеверие околу солта има ли? Мислам дека кај нас во Македонија е Има. дека ако случајно го бутнеш соларникот, дека не среќа или не знам нешто такво. Не, Нема? јас тоа Јас се сум прв пат слушнал за слушам. сол, демек истерувала негативности. Ако си ставиш пример во нешто во ќошот да ти стои во домот, и истерува се Па да ги истерува негативност. бубачи. Ние најголем проблем со сол имаме кога нема сол зимно време и кога нема сол да се стави по улиците, нели? Добра, кога се капеме во море, цели сме солени, па се лижеме дури на... Тоа е. Тука е кај Да, сол. тоа, тука нема веќе суеверие, изгледа. Нема, па не, ја не сум Не. за празеверијата. Да. Не е Добро. суеверие. Да. Добро, имаш некое суеверие во кое што баш Не, тоа веруваш? суеверие, мислам. Ајде. Викам, ја кога ќе ставам расветан лимун у соба, комарците бега. На тоа мислам. Или ако ставиш сол, мравки ти ги избега. Ако му ставам сол, Малку ќе се разгреши, вратат назад. малку разгреши рецептот на лимунот се става сол малку. На лимунот се става Да, сол на малку. лимун се става. Апропо солта. Добро. Се става сол на лимунот и после водка.
Да. Тоа е суеверие, а? Тоа што растерува или привлекува женски тоа? Текила, Текила, не немој да водка, извини. Значи, таа сол што се става со... Ај што спомна текила да Мислам дека е време за песна. Заедно за убава нека е, так. Мислам дека можеме да одиме со песна, ама сега сакам да ги слушнам Ирена и Огнен. Може? А вие да ги поддржите? Да видам дали бакшиш од тука некаде ќе Па дојде. еве, на народното веќе камераманите го спремат бакшиш. Така ли да го справа? Јаков ако свири, со тебе ќе го поделиме. Одиме така. Јовано, Јованке, крај Вардарот седиш, мори белоплатно белиш, белоплатно белиш, ушо се нагоре гледаш. Крај Вардарот седиш, мори белоплатно белиш, белоплатно белиш, ушо срце мое Јовано. Давајте бакшишот. Јовано, Јованке, јас те тебе чекам, мори дома да ми дојдеш, а ти не доаѓаш, душо, срце мое Јовано. Јас те тебе чекам, мори дома да ми дојдеш, а ти не доаѓаш, душо, срце мое Јовано. Јовано, Јованке, твојата мајка мори тебе не те пушта, дај мене да дојдеш, душо, срце мое Јовано. Твојата мајка мори тебе не те пушта, дај мене да дојдеш, душо, срце мое Јовано. Одлично. На крајот ќе добиете бакшиш, да знаете, спремен ми е бакшишот. Добро. Не сте фер. Само јас овде не сум. Имаш и ти со бакшиш, не се секира. Се Морална загрижи веќе поддршка. инаку, да. Морална поддршка. Ти пееше придружен вокал и во Да, двете да. песни, така Ја да ќе дадам за За хуманитарни цели. хуманитарни цели. Да, да. 10 динари за ја. Сега, ајде ќе продолжиме вака во духот на забава и насмевки. Значи, обично кога нешто ќе ни се случи, знаеме да кажеме или дека е малер, или знаеме да обвиниме некој друг. Ама никако себе да се обвиниме, барем така во прв момент. Например, ако пајак ни ја земе колата, кај мене ме најде, па почнуваме од тука мајки, шајки сите поред, така ли? Па јас не викам. Имам брзи прашања, имам брзи прашања и да си кажеме дали си сам крив или е судбина. Значи, ми одговарате. Значи, одбиваш песна која после станува хит. Дали е тоа судбина или сам си крив? Сам сум крив. Поред моја логика, сам сум крив за тоа. Бидејќи Не си имал интуиција да осетиш така е, дека е дека тоа? е таа хит песна. Добро, Ирена? Па Ти? може да биде хит, а може и јас ако отпеам, па нема да биде хит. И тоа држи вода, одлично кажано. Добро. Ти како би одговорила на ова прашање? Може да се бранам со молчење? Може, слободно. Иако ми каже дека знаеш да пееш. Да, знам. Знаев многу добро да пеам, имав можност да бидам пеачка, меѓутоа порано родителите беа построги. Значи судбина или некој друг донел одлука во твое Двете име? заедно. Двете, Судбина е тоа што имав строг татко кој што не ме пушташе, а слободен избор е тоа што си пеаме еве вака во друштво и по дома сега. Така ти се оствари желбата. Добро. Јаков, значи одбиваш песна која после станува хит. Судбина или сам си крив? одбива песна која после станува хит. Да. Абе, не ми се случило до сега така. Па добро. Ја прифаќам. Ја прифаќам. Веројатно има Сите некој. песни си ги прифатил што ти ги понудиле? Да. И никоја што си одбил не станала хит? Точно Нормално.
Така? Добро, погрешно ми е прашањето за Самобендисаност и тебе. самодоверба, секоја чест. Джокси, ти? Јас одбив една песна која И? стана хит Ки ми кажеш која е? на Ристо Самарџиев, Тамо кај што си. И сега? Ја одбив од проста причина што не се гледав што после кога би се случило тоа што се случи, дека би можеле јас и тој заеднички да наступуваме. Не ради нешто друго да е. Едноставно му оставив предност нему затоа што е тој автор на таа песна и крајот го знаете воопшто. Така, сега Ирина тоа што го рече, може би немало да стане хит ако ја отпее некој друг. Така? Дали мислиш и тоа држи. така? Да, и тоа држи. И тоа држи. Може би моето присуство во таа песна сосема во друг правец би ја однело песна. Така. Имам друго прашање. Еве ова. Со пајакот. Ти ја крева колата пајак, имаш договорено подпишување на голема сделка. Сам си крив или е судбина? Сама сум крива, бидејќи јас некогаш свесно правам прекршоци кои што и знам дека ќе ми биде наплатено за тоа, но спремна сум да платам бидејќи тој адреналин што го има во моментот, значи не се мери со ништо, ако треба и ќе платам, ама грешката е права. Затоа што правилата постојат да се прекршат, мораме некогаш и да грешиме. Се случило и да ми ја кренат колата, меѓутоа... Ама, например, ако ја испуштиш сделката голема? Па затоа правам, значи, прекршок за да не ја испуштам. Тоа е тоа. Не. Ако треба и казна, да стигнеш казната ќе ја платиш, добро? Огнен? Сам си крив или? Сам сум крив, бидејќи свесно сум паркирал кај што не треба, дали во Све брзина, само дали- свесни гости имам. Свесен, многу сме морални. Така е, ама еве конкретно за тоа за пајакот сами сме си криви, Да, бидејќи ја паркираме колата кај што не Ти си треба. совршенство без мана. Ајде. Не сме политичари, затоа сме и само свесни искрени. разбираш? Значи сам си крив кога Да, да. колата ќе ја кренеш пајак? Да. Чуј, во грото случаеви да. Не, имам паркирано кола, да кажеме, на 5 минути со вклучени жмигавци. Значи, да идам да оставам одредени материјали И ти ја кои се зимат. битни, се враќам, ја нема кола. Сам си Мислам, крив. тоа е, ако веќе има 4 чекај ме. Значи, сум ги Да, вклучил Има за да ме чекаш. Да ме чекаш. Да, ако си полицаец. Чекај ме, јас ќе чекаш. дојдам друг пат А ќе тие се па напишеш. немилосрдни што па ич не ми се допаѓа. Но. Ајде, ја одам на Вие свет. имам свесни да сте. Па знаете што вака? Ајде. Ми кажа као дете кога пајаци ќе те полазат, Де? па ќе ти дојдат. И јас затоа ставам колата. Да дојдат пајаците. И тоа јас ставам не знам каде. Пред нив таму да дојде одма да не. Готово. Секој со своето суеверие. Сега имам тука нешто со љубовта. Вика вака, љубовта на твојот живот се зема со твојот најдобар пријател, односно пријателка. Судбина или си сам крив? Ајде, момче. Сега ќе речем, ми се има десено. Кажи, ти си има десено? Па, за да се земе не, ама за да отида со него ми се има десено, Знаем. нормално. На секој си има десено тоа. Добро. Барем ако не на секој, на повеќето луѓе. Ќе ги прашам тие таму. Не знам. Од другиот крај на просторијава. Тука не знам да кажам дали сум јас крив, дали она крива. Море, кажи што помисли за неа. Кажи што помисли. Нормално. Нормално што би помислил. Животот не е фер, судбина било. Судбина било така е најлесно. Ирена? Па Ти ми што? не ми се има случај. Не ти си има До случај, сега. меѓутоа што мислиш, дали е судбина или сама Па, би не си била мислам виновна? дека е судбина, мислам дека може би ако се деси тоа, дека на другата особа има нешто поквалитетно да даде од мене веројатно. Така? Па да. Се да. предаваш? Па не се предавам, не Море, ми се не има му- случајно. Треба Ма да не ми се кажеш има на мажот, не случајно. му гледаат исто очите. Па Не нема му што, гледаат убаво значи. очите, гледај каква сум ја, гледај каква е она. Па не мора да значи, некогаш не е во прашање убавината, Стварно? значи има други работи кои што ги привлекуваат мажите. Таа особа може да биде и понеубава, но другите карактеристики може да знае Аха, добро сакаш да да кажеш дека готви, има, знае така. подобен на подобар начин да искаже љубовта, може е подуховита, значи посрекна е, може убавите жени се или згодните жени се многу нервозни, слаби, ама ете не Пошто ги тоа бива. гладно бе, тоа не да, најадено, и гладно, нервозно. нервозно. Беше навреда. Значи, јас мислам дека ние по-полните женички сме посрекни и знаеме да дадеме повеќе љубов и Како затоа сум мене никој не ме тешила. оставил до сега. Ете Јас сум таа така. која што оставам. Одлично, Тоа е тоа. одлично. Викаш навреда било ова за... Чиста навреда за Тоа е. слабите дека биле лоши Ама људи. ти си да, нажена лошо за е, да. егеец, тебе ти е судбина. Кажи ми ти како мислиш Апропо тоа колку за сум ова? јас лоша или добра,
Така. Тоа знам јас и мојот сопруг, не некој што не ме познава или што малку ме познава. И јас не коментирам за други дали се добри или лоши. Види Джокси колку е слаб. Абе срце од човек. Срце од човек е. Како може да Добро. кажам, може дека е. Сакам Го да познавам искоментираме долги на години, ова. Значи, ако љубовта на твојот живот, Да, значи се земе со твојот пријател или Среќен пријателка. пат. Среќен пат, а? Да. Судбина ти не си крива. не ме интересира кој е крив. Јас сакам нека се смени малку човекот два пати со мене, нека смени малку. Не, ова е сериозно, што? Језда не е во цветот на младоста, ама поздрав. Трајан Егеец, ако кажам Трајан, вика, нема жити све, ја мислам сега пак ќе ми викаш нешто. Егеец, поздрав, слободно, да си најдеш друга и ти се лутам. Не, добро. Ајде, Јаков, значи што би се случило, значи ако да ти мазне некој би било, девојка тоа вака би било. пред нос? Не знам да одговорам на ова Не? сериозно. Како? Не, твојот Ради одговор? се со молчење. Не. Ќе Од ова плачат, што мажите за- плачат. Види го, смени боја. Ајде уште еднаш Боја дел смени. по дел, молим те. Смени А пред тоа боја. чекај да од каде ставам да бидам искрен до Ма ќе плаче. Мажите се опасни плачкавци. Плачкавци се? Како да не? Плачкавци. Ау, ако ми ја зема девојката ќе плачат. Да. Не, види, вака да се Сега одговорим не на знам работа. другите. Околу солзите немаш контрола, а околу мислите човек секогаш треба да има контрола. Така ли? Затоа прочитай ми го сега да ти го така дадам. Ајде, значи вака. Љубовта на твојот живот се зема со твојот најдобар пријател. Дали тоа го сметаш за судбина или сам си виновен? Па тоа е очигледно човекот не толку доволно дал напор за да задржи, па оставил простор да другиот дојде. Знаеш што, Тоа е цвеќето нормално. ако не го полеваш, ќе се Точно така. исуши. Ако му некој друг дојде, цвеќето ќе си остане пак во живот. Значи Така, жената на е секој цвеќе, а мора мажот си треба да го полева. Секој треба да си го негува, Значи до за водата. да не До водата е. до водата. Значи сепак е до водата. И тоа со чиста вода, Ја не да ви солена. кажа, не знам што вино пијам, али ова е многу вистинито. Нема лага со ова. По вистиното вино нема. Се кажа Повистиното не вистина. опие. Вистина. Джокси, твојот одговор на ова прашање? Затоа јас се чудам. Ја од би вака кажал, искрено би вистина скоментирал не на сум друг зборувала. начин. Ајде. Имав како тинеџер многува девојка. Джокси, внимавај што зборуваш, дома те чекаат. Па не е проблем. Тоа е средено више одамна. Педагошка мерка имал он веќе. Компромис. Имав многува девојка и некако се случи да мојот најдобар другар има несреќа, Добро. така што тој период ја запоставив девојката. И ете, тоа ми е криво. Тоа ми е криво што поради другар Па си требал сум вода ја да за- ставиш. сум ја запоставил девојката, што после таа случка на другарите воопшто не им простував. Кога би дошол во ситуација да неговата девојка мене ме кибицира. О, каква приказна. Не е тоа приказна, тоа е жива вистина. Не, па добро. Забивање нож во грб, а? Забивање нож. Значи, а кажи му на мажто да не доаѓа со тебе у моје друштво. Добро, тоа е наравно учение. учение не ги запоставувате жените Така. ни подразно, затоа што ќе ви Значи, киднат. наравно учение, полевајте си ги цвекињата. Тоа заклучивме. Да држи влага. И после да не биде па она отиде, она ме изневери, ова вака, ова нема, отишла, тоа е тоа. Тоа е добро. Сега нека да доаѓаме во момент кога треба да носиме и заклучоци, вика вака, дека судбината може да се смени на 3 начина и тоа со менување на местото на живење, со менување на партнерот или со менување на книгите кои ги читате. Како ви звучи ова? Ајде, Мими, тебе прво ќе те прашам. Ова дали е вистина? И дали ви се случило, вие размислувајте, пошто знам дека Да, живеевте и на други локации, така? Вака. Судбината не може да ја смени никој. Добро. Не може да ја смени, но во оној дел каде што е детерминирана, или како што рекле старите, со шајка заковано, тоа нема бегање. Но слободниот избор е всушност како ние ќе реагираме на тоа што ни е судбински случено. Например, добро, нема лустери овдека. лустер. Например, падне сјалица, имам брзи рефлекси, се тргам. Некој друг може ќе го удри во глава, ама
Јас ако се потргнам наназад, значи имам слободен избор, сум го забележала тоа. И сега двете се заедно, и судбина и слободен избор. Така да, затоа и реков дека одговорот е парадоксален и да и не, но не е се судбински предодредено. Внимавајте, во пракса се случува да има луѓе со навистина тешки судбински случувања, кај што малку што можеле да сменат. Добро, да, не зборуваме за такви случаи. Малку што, не само лоши случувања, туку и добри. Така да, карактерот наш во голем дел дозволува со својата слободна волја, но не во се, да имаме и ние влијани. Така, добро. Тебе Скоро Огнен? се сложам се со Мими, Така, за да не не е се до книгите, а? повторувам, така да се сложам со неј за све што каже. Добро. Ирена, дали со менување на партнерот, со менување на местото на нормално. живење или со книгите се менува? Значи, со се нешто што правиме промена, дали е место на живење. Ако јас сега одлучам да живеам, например, во Австралија, нормално дека и животот ќе ми се смени. Така. Затоа што можеби тамо ќе имам некои подобри пријатели Сигурно или ќе ќе бидеш најдам поисончана некоја затоа што ќе бидеш ќе потемниш има поише или ќе сонце. најдем може некој човек. А тука ако останам, можеби нема да имам таа можност или обратно. Значи се оможе за некој, нормално дека ќе ти се смени судбината, можеби на подобро, но ако не ти е добра во бракот, самата си ја креира судбината, што правиш Што одреден остануваш, чекор. така. Значи да си направиш одредена промена и пак животот да ти тргне во некоја друга насока. Вие момци, значи ти живееше во Хрватска, во Дубај. Дубај беше. Прочитај му ги прашањата на Јаков, ја ќе ги одговорам. Значи вика вака. Судбината може да се смени само на 3 начини. И тоа со менување на местото на живење, со менување на партнерот или со менување на книгите кои ги читате. Значи јас уште на почетокот кажав дека во судбини не верувам. Добро. Што значи, мојата перцепција на местото на живење, на промената на партнерот, значи зависи од мојата проценка и што очекувам од сето тоа да се случи отпосле. Аха, Ме добро. разбираш? Така што ја мислам кај уште во Карпуш што не сум живеел, мислам во Скопје. И секаде сум имал дел од обкружение од другари, пријатели кои ден денеска се од време на време се поздравуваме, нели? Меѓутоа, тие не се во кадар за да сменат нешто во мојот живот. Јас имам зацртано, имам една точка и јас ја реализирам таа точка. А во Хрватска ти беше подобро кога живееш или тука? Па во секој случај таму, затоа што Сплит е отворен град 365 дена и имаш 365 случаи. За разлика од Скопје, од 365 дена само 200. Кога работи Скопје? Кога работи Скопје? Кога е отворено? Кога не е За време за 13 ноември. Така ли? Добро. Јаков, можеш да ми одговориш на прашањето или да го прочитам уште? Па, ова трето би го отворил заради тоа што не сум многу љубител на читање книги, искам да бидам. Читаш у друга библиотека ти. Да, друга библиотека. Тоа е точно. Тоа е точно. У винотека. Промената на местото многу ќе влие сега. Така. Секако многу влие, особено ако се остане таму подолго време. Не е само одење како туристичка посета. Заради тоа што велиме живееш некаде и преку тоа го создаваш и својот менталитет. Запознавајќи ги луѓето, така и ти почнеш да се однесуваш како и тие луѓе, без оглед од каде што доаѓаш. Јас доаѓам од тука, да речем, од Македонија, се селам во Дубај. Од време на време посакав, имав желбата да станам бедуин. И да ми верувате дека и станав бедуин. И како беше чувството? Прекрасно. Дури песокот мислев дека е поубаво од тревата во еден момент. Аха. И тоа е чувство треба, значи, да го стекнеш, да го доживееш и да седнеш, особено навечер, камилите таму пасат некој. Имаше собствени камили? Би го Не, зеа. јас, ќе ви кажам. Немаш. Тој другар ми имаше камили бедуино. Возам точак на песок. И го оставам. точак на песок? Да. Се бавам се многу спортови. Го оставам точакот и тргнувам, ама пеам 5 влекачки македонски песни. Тоа значи дека едно 30 минути ќе пееш. Точакот никој нема ти украде, песок, кој помина е таму. И гледам таму еден шатор, камили. Многу интересно ми беше. Не, многу интересно беше. И придов, и ми приде и камиларот. Па овчар не, нема овчар. Камилар, добро го кажа. Камиларот приде и ме праша дали
вака ми прави со раката. И ја му викам, мамо, овој... Те позна. Дека си... Овој дојде... И тамо те позна, дека си... Ама што ти кажал? Пеш? Ја мислам, човек го бара, пиво и така. Вода. Снимашка си бава вода. Јас носев мешина на себе, таа 5 кила мешина, без таа мешина не смете да се движите низ пустината. И откако му реков не, ми текна бе човеков и жеден бе јако бе, дај му вода и му давам вода и седнавме покрај оган, тој спреми На оган јас се до за. песокот. Абе тој е фантазија. Ама тоа е навечер, навечер е ладна температурата, Во така? една дупка се пали оганот во песочна дупка и ја чекате ноќта, бидејќи разликата на температура е многу висока. Може да се случи ако е 50 степени преку ден, навечер да е 11 И сега степени. клучното прашање да ти го поставам. Криво ли ти е што се врати во Македонија или таму да си останеше со камилите и со огнот и со Вака, песокот? со камиларот. Прво, убаво е млекото од камила е многу убаво. Добро. Поскапо или поевтино од нашето? Скапо е. Скапо е. И Сега- чоколадото правено од млеко од камила е исто прекрасно. Добро. Кога отидов таму, као во првиот момент као да се судри со некоја носталгија за Македонија, меѓутоа како се навикнав, се интегрирав во тој живот арапски, веќе не постоеше тоа. Се навикнав, велам, го стекнав менталитетот на бедуините и многу пријатно ми беше. Дури си имав цела униформа, Така. дефинитивно. Облека. Облека, како сакаш кажа. Добро. Абаја, така ја викате. Зашто не дојде со таа униформа тука да Па не знаеш? знам дека ќе биде поставено ова прашање. Тоа ти си дојде со Следниот пат. следниот пат, добро. И? Кога се вратив од Дубај, Аха. за тие 3,5-4 години кога што бев таму, навистина многу работи доживеав и ми беше жестоко се. Зашто не остана? Секогаш може, има шанса да се вратиш. Поради имам широка фамилија, обврските се зголемија и така мораше да се остане во Добро. златна Македонија. Сега на крајот, пазете каков заклучок ќе донесеме, кој од вас има различна судбина или не знам. Ќе видиме. Имам да ви дадам еден предизвик на кој што вие ќе треба сите Да точиме петорица. зелка? Не, нешто друго. Сите петорица ќе треба да одговорите на предизвикот и ќе видиме каква ви е судбината. Само нека прозвучи нешто конкретно. Сега е време за да видам што судбина имаат моите гости. Значи овде во оваа кесичка имам пиперки. Опа, лути Да. ли се? Значи само една е лута. Значи сите ќе извлечете, а после тоа ќе скршиме и ќе пробаме. Дали има и за мене? 2, 4, 6. Ај Боже, и за мене има една. Оф, леле Боже, добро, еве, ја една. Значи немојте да дзиркате внатре, мижи и гледај нагоре. Ја Дурмечеш сакам кај мене да се падне, бидејќи Добро, навистина ајде, јадам само лута. мижи, ја не нито гледај. не. Јас многу јадам лута. Не знам, само нека проба за тебе, Ајде, Јаков. нека се падне кај мене. Што да ти кажам? Ќе видиме. Јадам луто, бога ми. Јас јадам. Повеќе од мене не јадеш. Добро, ајде. Сакаш да се Не се надпреваруваме? надпреварувам, али јадам Ајде луто. те молам. Чекај. Ова е голема не е лута. А, не, ова е два. Нема за мене. Како бе, еве ти е мојата. А ете лутата Има? како видим. Ќе видиме, не знам кај сте. Добро. Ете На лутата. мој знак кршиме и пробуваме. 3, Така? 4 и. Опа. 3, 4 и. Кај кога е лутата? Блага. Е мене. Кај тебе? Значи судбина е Ирена. Обожавам И, лута значи, пиперка, Ова е обожавам. доказ дека Ја љути. какви ти се, и таа љути? Да. Јас само од дрвот скршив, се надевам надолу не лути. Се не многу, али Не, мојата лути многу, Ова е но јас... лута. Носиме дома да ја пробам, Да ја да носите одиде дом. да не лета Значи, во додел. Јас лутите пиперки некогаш ги јадам како значи, ова е јаболка. љути. Не знам пошто да ја Дај препознаев. бе, дај вам, дај. Ајде да видиме дали е Дај љути. вам. Имате солце малку? Е солта, дајте сол. Сладка е. А? Сладка е. Не. Не, само ова е лута. Значи вака, Не, заклучокот сериозно. на емисијава, Така, мислам а дека таа лута Ирена се со пронаѓањето на лутата пиперка Да. го донесе. Какви ти се мислите?
Значи, таква ти е и судбината, нели е така? Ова ми беше судбоносно, бидејќи ја на ниедно јадење не седнувам без лута пиперка. Гледате, си што дојде ќе кај си мене. посакаш, Тоа тоа ќе си добиеш. Дали е Да. така? Да. Така е, љути. И ти дека се и наетеше многу, за тоа Љути, не, стварно лута љути. пиперка. Не многу, али Добро. љути. Јас мислам дека имаме фантастичен завршеток, дека имавме одлична емисија, ви благодарам многу за песните, а сега мојата благодарност и бакшижот следуваат на крај. Значи, ви давам подароци од нашите драги пријатели, ги имате кенди, тука имате витамини, минерали за добро здравје, Сега да отвориме? магнезиум, можете Да да ги гирнеме видите ако сега? сакате, да. Нашите драги пријатели од Меркур ви даваат новогодишна подарочка, ќе видите, скесите имате различна. Повели, овие ќе бидат за огнен. Леле, Меркур што ни дава? Повели огнен. Како Венера у Меркур? Неми, Како беше? повели? Да, Како беше она? погледнеш. И пазете што ви давам. Значи, ова е нова паста, средство за чистење на македонскиот пазар. Чисти се, освен гревови, да знаете. Сите ќе ги добиете, ќе пробате дома и ќе ми кажете дали навистина функционира. И на крајот, само ќе им се обратам и на гледачите и на вас, значи купете го новиот број на Убавина и здравје, заради тоа што новогодишниот број носи голем изненадување, а на една од страниците сум и јас. Ви благодарам уште еднаш, мислам дека можеме да завршиме со песна. Можеме? Можеме. Скитникот се уште не го слушнавме. Ајде. И така и ќе завршиме. Значи, мислам дека таа ти е судбинска песна, исто како што е судбинската песна на... Домаќинке Джокси. во право си и да заскитаме со ова песна во новата Да, 2023 година. Така е, најубаво кажано. Ајде. На здраво Живи вам, здраве. нека се со радост и со Да сте среќа живи и празнициве. здрави и вашите колеги што трпеливо не изслушајте видео вечер. Фантастични гости сте ми, ќе ми дојдете пак во истиот состав. Со сењутата пиперка. Ајде, Лута, не. одиме. Го сакам денот што си оди, ја сакам ноќта јас. Утрата што минати се и ноќите во сон. Го сакам она што го немам сега јас, сакам се. Патеките по кои одам веќе не ги знам. Земјата на која спијам мој е иден дом. Ветерот со кого зборам единствено го знам, пријателе мој. Јас знам, сепак еднаш ќе го најдам својот дом и се ќе мине како сон. Се ке мине во еден час, штом ке запрам јас. Може би не се лажам пак. Се ке мине во еден час, штом ке запрам јас. Може би не се лажам пак. Со картите на маса што се друга сум во ноќ, дал ќе мине уште една долга ноќ. Пламенот од ламбата и тој е другар мој, еден од нив. Во небото го гледам мојот иден пат, што нема веќе, нема крај. Тој пат го гледам таму, одам сега јас. Може би не се лажам пак. Јас знам, сепак еднаш ќе го најдам својот дом. И се ќе мине како сон. Се ќе мине во еден час,
Штом ке запрам јас, може би не се лажам пак. Се ке мине во еден час, штом ке запрам јас.